Минатата година во казина, автомат клубови и спортски обложувалници во Македонија, македонските граѓани и странските државјани уплатиле вкупно 2,83 милиарди евра. Институтот за јавно здравје неодамна презентираше резултати од истражувањето спроведено во Македонија во 2024 година од страна на Европската иницијатива ЕСПАД, која ги следи трендовите кај адолесцентите. Истражувањето покажа дека во последната година секој четврти ученик се коцкал за пари, при што со физичко присуство се коцкале 21% од испитаните ученици, додека онлайн тоа го направиле 15% од нив. Алармантно е што проблематичното коцкање кај испитаните средношколци се зголемува од 4,5% во 2019 на 7,6% во 2024 година. Од Институтот за јавно здравје велат дека податоците се одраз на секојдневието во кое што живееме, изборот на младите и средината во која се наоѓаат. Граѓанската иницијатива ги оцени ваквите бројки како поразителни и катастрофални, а преку Google ги мапираше обложувалниците, казината и слот клубовите во општина Центар, каде нивната бројка изнесува околу 60. Сметаме дека главниот проблем е сериозната загрозеност на здравјето на граѓаните, кое што директно потекнува од големата бројност и достапност на овие објекти до живеалиштата, работата и средината во која што живееме. Од владата информираат дека се работи на донесување нов закон за игри на среќа, што би требало појасно да ги регулира состојбите и односите во областа на игрите на среќа и да обезбеди поголема заштита на граѓаните. Се разгледува опцијата за воведување на дистанца на деловните простории за приредување на игри на среќа од основните и средни училишта и да се зајакнат механизмите за контрола на приредување и ширењето на игри на среќа. Дополнително, се предвидува да се зголемат сите давачки и надоместоци за игрите на среќа, ни одговорија од владата.